Почитувани гледачи, вие сте со емисијата Виса спорт. Во наредниве минути простор отстапуваме за и околу новиот женски одбојкарски праволигаш Виктори Волеј, кој што оваа сезона пријави екипа во најелитното женско одбојкарско натпреварување, со што Струмица доби 3 праволигаши во женска конкуренција. Иако нов и дебитант, сепак Виктори Волеј се покажа како незгоден противник, тим кој што може да се носи со останатите праволигаши во женска конкуренција. Постои ли место за задоволство, кои се амбициите за во пролетниот дел од шампионатот? Разговараме со Андон Василев, шеф на стручниот штаб на Виктори Волеј. Господин Андонов, реков дека вие дебютиравте оваа сезона во најелитното женско одбојкарско натпреварување и на самиот старт, колку како шеф на стручниот штаб си задоволен од она што е постигнато од страна на Виктори? Па така, поздрав до сите љубители на спортот во нашиот град. Поздрав до љубителите на одбојката, посебно женската одбојка. После 2,5 годишно постоење, после 2 годишно постоење ние се пријавивме да играме во првата лига, после сега уште пола година како се такмичиме и се надпреваруваме во првата сојузна лига. Можам да кажам дека сме задоволни од постигнатото, иако можевме многу повеќе. На крајот се испостави дека се уште не сме, девојчињата не ни се доволно физички спремни и со одредени повреди на одредени играчи, како од појачањата кои ќе ги зедовме, од играчите кои што беа поранишни репрезентативки. Имавме 2-3 повреди на одредени играчи баш на сите места на сите позиции во одбојката, во играта, и се случи тој пех, тоест го изгубивме надпреварот против Куманово. После водство 2-0 изгубивме со 3:2, 3 сета наред, и потоа следуваше еден исто така добар надпревар во Скопје, но за жал и тој го изгубивме со 3:1 од Јанта, и најголемиот и најтешкиот пораз го доживеевме овде дома на домашен терен против екипата на Пелистер, кој што го загубивме со 3:0. Реков, имавме повреда на 6-7 играчи и бидејќи сезоната беше долга, а прв пат се надпреваруваме во ваков вид на надпреварување, тоест во прва сојузна лига, се деси тоа што се деси и изгубивме тие два надпревари кои што беа планирани. Инаку сезонот после 9 одиграни надпревари имаме 5 победи и 4 порази, што значи со тие две неочекувани порази, иако првиот реков беше од Куманово, кој тоа е поранешната екипа на работнички, кој што е долгогодишен првак и шампион на Македонија, значи не изгубивме од некои екипи, кој што реално можам да кажам Куманово можеби е подобар од нас, но многу ни е жал за екипата од Пелистер кој што го изгубивме, тој натпревар не требаше да го изгубиме. Но спорт е тоа, гледаме сега овие денови со ракометот како беше, како искусни екипи водат до одреден период, паднат одредени, значи се надеваме дека такви осцилации во играта ќе имаме се помалку и дека главната цел која што беше формирањето на Виктори Волеј беше да се создадат млади, перспективни, надежни одбојкарки кои што ќе бидат иднината не само на струмичката одбојка, туку и на македонската одбојка. Господин Андонов, од оние надпревари кои што беа овде во салата Партизана, кои што имавме можност да ги гледаме и преку канал ВИС, забележавме дека освен на искусните одбојкарки, станува збор за 3, односно 4 одбојкарки, коригирајте ме, добар дел од тимот се и од подмладокот. Колку ти, како прв човек на клубот, си задоволен од тоа како се вклопија младинките или пионерките или кадетките, како сакате сватете ме, со оглед дека добар дел отстапувавте и ним простор? Па можам да мислам сега сакам и порано напоменувме дека 90%, односно 80 до 90% од 19 одбојкарки,
Тоа е тренерот што е воедно и Елена Илков и Верица Василева, тие се повозрастни одбојкарки. Елена немаше играно 11 години, Верица 5 години, Павлинка Димитриева има некој континуитет, но претходните 2-3 години не играше, па една година одигра за Македонија Макс. Имавме уште две одбојкарки, кои што тоа е Карлијска Величе и Владевска Даниела, кои што може да кажам се повозрастни, 2001 година тие се родени. Но немат играно за некој екипа, немат прволигашко искуство. Прв пат играт. Посебно можам да кажам за Даниела, кој што е главен играч, што е техничар и многу тешко ги поднесе сите ови надпревари, односно оптеретување, бидејќи со тие играчи треба многу подобро и нејзиниот квалитет да биде многу поголем. Девојчето не е за обвинување, толку досега имаше тренирано, толку одработи, но главна и приоритетна цел, реков, на клубот се пионерките, односно доколку се почитуваше пропозицијата на Одбојкарска федерација на Македонија, ние немавме на 11 играчи немаа право да играт во август месец за екипата. Бидејќи не го исполнуваа главниот услов, а тоа тие немат по 14 години. Сега, од септември до нова година, може да кажам дека годините веќе ги исполнија, тие наполнија сите по 14 години. Две-три одбојкарки од екипата на Македонија Макс се префрлија во Виктори Волеј и можам да кажам сега дека навистина имаме, еве пред некој ден вршивме тестирање, 9 играчи имаме со една просечна висина од околу 180. Мислам дека сме најубедливо највисока екипа во Македонија према годините на старост. Искуството нормално дека не може не може да бидеме толку искусни, бидејќи јас и со управата на клубот, воедно што сум одговорен како шеф на стручен штаб и сум председател на одбојкарскиот клуб Виктори Волеј, во договори со спонзори се јасно беше кажано дека до завршувањето на основното училиште, бидејќи тие 80-90% девојчињата се уште се во основно училиште. Значи, не се ни во средношколски, не се станете ниту средношколки. И за секој играч, бидејќи јас работам околу 30 години, 31 години како професор, како тренер, не можеме да се надеваме на некој посериозен успех пред да направиме околу 1000-1500 тренинзи со одредени играчи. Тие играчи до сега имат околу 700-800 тренинзи. Не кажуваме дека не сме задоволни од нив, но се уште ни престои голема работа. Уште најмалку уште 2-3 години, тоа до 15-16 години, да тренират, да направат бар 1500 тренинзи и после да тераме, што викаме, комплетно да го земат одговорноста за играњето во клубот. Дали ги почнавате подготовките за пролетниот дел од шампионатот и дали ќе има некои нови имиња во клубот, во тимот сениорскиот за пролетниот дел од шампионатот? Па почевме со работа околу 10 јануари, направивме едно 20 и неколку тренинзи, но не бевме комплетни, бидејќи имавме 2-3 играчи кои што беа повредени, има се уште некои деца кои што си одат со своите родители на одмор. Не сакаме да бидеме толку ригорозни и строги, бидејќи тие се уште се на некој начин деца. Направивме, одигравме, сега ќе почнеме со пријателски натпревари, сега веќе во среда за 2 дена ќе играме со Наковски Волеј, бидејќи немаме некои противници, треба да патуваме. И временските услови не ни дозволуват. Во Македонија се уште, како да кажам, се работи во владни сали, условите за работа не се идеални, тешко патувања, училиште, финански средства, и затоа гледаме овие припремни надпревари да ги одиграме овде тука во близина, тоа е со струмичките екипи да одиграме. Оваа година пријавивме уште 5 играчи во Виктори Волеј, тие играчи дојдоа од екипата на Макс по нивна желба. Ние иако 2-3 девојчиња бевме заинтересирани, останатите како другаркички нивни, како колешки, и тие две дојдоа, значи зедовме 5 играчи кои што мислиме дека 2 или 3 одбојкарки сериозно ќе се наметнат за првиот тим. Не за првиот тим има само една играч и еден одбојкар, односно одбојкарка. Тоа е Дикова Мила, кој што мислиме дека сериозно ќе се наметне меѓу првите 12 играчи.
а иначе останатите ќе бидат конкуренција на екипите во кадетска и во пионерска конкуренција. Значи, сепак на некој начин работата во есенскиот дел и оние 2 години си го дава своето да бидете примамливи. Ги почнате подготовките, ќе имате пријателски надпревари. Моето прашање, господине Андонов, не дека амбициите вам ви се некој висок пласман, едноставно целта е да се градат нови одбојкарки, но има ли шанси, реални шанси, Виктор Иволеј да биде во самата завршница и да разигрува за шампионската титула, да обезбеди пласман во на топ 4? Па, секој пат шанси ние. Со самото стварање на екипата, амбициите беа да играме во младинска конкуренција и таму да се пласираме што повисоко и да бидеме и прваци доколку можеме. Но со стварањето и играњето во прва сојузна лига и со ангажирањето на трите играчи, кои што сега тие играчи треба повторно да седнеме, да поразговараме, бидејќи обврските на тие играчи се доста големи, тие одат на работа, значи имат дали ќе тренират, дали ќе дават се од себе, дали треба најсериозно да рачунаме на нив за да настапуваат во првата лига или само да бидат како припомош на останатите младите одбојкарки. Тоа се уште го немаме расчистено, но без разлика на се. И со младите играчи, кои што ги напоменав дека ги имаме околу 2-13, кои што сериозно со нивната висина, брзина, спретност импонират, можам да кажам дека сме бидејќи сите тие деца 4-5 години веќе произлегува од школата на Партизан. Значи тука ида порано вежба, може да кажам дека имат фантастични физички предиспозиции. И се уште може да кажам дека не работиме, не одиме уште во теретано, не работиме на снага, не работиме многу на брзина, на се ради нивниот раст. Значи желба наша е тие што да пораснат што повеќе, бидејќи предуслов за висок и добар играч не само во Македонија, и на Балканот, и во цела Европа, е да бидат што повисоки. Значи, одбојката, точно, и таму има 1-2 играча, либеро, техничар, кои што можат да влезат со некоја пониска висина, но предуслов за квалитетен играч е висината. Значи, се може да направиме, и брзи, и спретни, и скочни, и силни девојчиња, но само не може да ги пораснеме, тоест не може да им дадеме висина. Затоа го чекаме нивниот раст да си дојде по природен пат, што може повеќе да пораснат, колку се повисоки, толку се понадежни. Мислиме дека со оваа екипа сега оваа година планираме да одеме и во Обреновац на турнир, и во Белград, и на друго место. Мислиме дека ќе се равниме равноправно со српските, со бугарските екипи, како во висина, така и во техника и во одбојкарско знаење. Значи, целта е да се направат брзи, силни, моќни одбојкарки кои што утре ќе знаат да се спротивстват и ќе ги бранат боите на македонската репрезентација. Не ми одговоривте, дали имате реални шанси со овој епилог 5 победи, 4 порази да се најдете во топ 4 за разигрување, што ќе биде еден огромен успех за еден дебитант во одбојкарското надпреварување? Па оваа година ние само последниот надпревар го изгубивме со 3:0. И тоа на домашен терен, може да кажем, една од послабите екипи. Што значи, секоја екипа секаде може да игра и да победи. Многу ќе биде битен стартот, тоест ние прво коло играме со екипата на Наковски волеј, доколку ја совладаме, второ коло доаѓа екипата на Штип и после одиме на некои екипи. И мислам, доколку влеземе во еден континуитет на победи, многу лесно, значи ние за четвртото место заостануваме само 2 бода. Ние сме 5, значи 2 бода, тоа е, може да кажем, ништо и многу лесно може да се пласираме во плейофот. После самите резултати, самото ангажирање на девојчињата, самата желба нивна, може, Бога ми, се да се деси. Можеме да одиграме квалитетни надпревари, само што ќе пораснат децата, што ќе створат еден круг на силни и тешки одбојкарски надпревари, бидејќи до сега ги немаат тие, да ја осетат тежината, мислам дека многу лесно може да играме во плейофот
Сега за највисок пласман не сакам да зборам, но доколку се створат услови, мислиме дека и то исто тоа може да изненадиме. Тоест, веќе сме ние едно големо изненадување, значи во сите кругови, во Скопје, во одбојкарските кругови, Виктори Волеј важи за еден многу млад, надежен, перспективен тим, кој што може, слободно да кажем, да ги победе на сите екипи кои што имат. Зборам за екипата на Куманово, на Јанта, на екипи, Универзитет Тето, кои што имат играчи, кои што играат веќе десетина години во континуитет и имат можеби по 250, 30, 300 надпревари во прва лига. Додека нашите девојчиња сега самата желба, самите мотиви, самиот ангажман, самата победа ќе носи да покажуваме се поквалитетни надпревари и мислам дека имаме шанса, имаме мотиви, имаме и луѓе, спонзори кои што ќе не поддржуват да постигнеме еден прекрасен резултат. А тоа е пласман во плейоф, а со самиот пласман во плейоф тогаш веќе ништо не се знае. Дали го изземате тогаш купот или пак и таму паралелно ќе бидете насочени максимално? Купот, еве сега разговарав со канцеларијата на Одбојкарска федерација, упоредно над преварите, тоест првата лига ќе започне или 17 или на 24 февруари. Значи веќе за 2 до 3 недели стартуваме, ќе биде убитачно, ќе има 9 кола и 2 или 3 куп надпревари. Сакам да кажем за месец и пол од прилика треба да се одиграт едно 10-11 надпревари. Најважно за нашата екипа е добро сега се спремаме да можеме да ги одиграме сите надпревари без некои посериозни повреди, без некоја еуфорија дека може да играме и за прво место и се, него да дадеме се од себе тоа што го имаме научено, девојчињата да почнат да веруваат во нив, дека се добри, силни и дека може да постигнеме и значаен резултати во Купот на Македонија. Јас повторно ќе нагласам. Со тие три играчи, не знам дали ќе продолжат, мислам они ќе играт сигурно, али дали како управа и ќе се договориме тие три па да бидат носители или младите да бидат носители, а тие да помагат на постарите. Паралелно збориме сега за младинските категории, како стоите, мислам дека имаше турнири или пак овој турнирски принцип на одигрување во младинска, кадетска и пионерска конкуренција. Како стои Виктори Волеј на тоа поле? Има ли база од каде што утре задутре, еве ги спомнавте овие девојчиња кои што паралелно играат и во младинска, но и во сениорска, но како стоиме во подмладокот за да го презема Виктори Волеј приматот во женската одбојка во Македонија? Можем да кажем дека мислам, не сакам да ја подценам екипата на Наковски Волеј и тие така се доста ангажирани, доста екипирана екипа која што доста се труди, сака, знае што сака, Наковски е професионалец, сака да даде се од себе, да направи квалитетна екипа, но не сакам нашата екипа која што мислам дека Предпоставам барате некоја фотографија од младинските. Да, не бараме не само од младинските. Еве ја фотографијата која што може да ни позавидат, значи цела лига во Македонија, каде што ние имаме комплет 4-5 дресови, ереа спремни, топки, оригинал тренерки од Италија спремни. Значи, видите овде на оваа слика има околу 40 одбојкарки. Тоа ми беше поентата. Значи, покрај првиот тим кој што брои 18-19 играчи, имаме уште две екипи, кадетска, иако и првата екипа се води како кадетска, уште еден резервен тим од кадетки и пионерки кои што се родени дури 2006 година. Сакам да кажем, веќе броиме едно 57-8 одбојкарки, тоа ти беше и прашањето. Во пионерска, кадетска, кој да, што... од пионерска и во кадетска конкуренција и првиот тим, од тие 19 одбојкарки, 15 се кадетки. Значи се водат како кадетки. Дали се насочуват и за освојување, со ваков состав, во кадетска конкуренција, во пионерска конкуренција? Апсолутно. Во младите категории секаде одеме на прво место. Значи, тука нема веќе што да се... Али целта ни е покрај првите места кои што сакаме да ги освоиме во Македонија, сакаме да
покажеме добри игри во овие категории и во соседните наши земји, каде што досега имаме одиграно 6-7 надпревари и може да кажем дека прекрасно се носиме со нив, посебно лани во Белград на турнирот, во Обреновац, кај што игравме, кај што победивме две белградски екипи. Навистина во Белград да одиш и да победиш белградски екипи, тоа е малку тешко, бидејќи таму може да кажем дека Србија е велесила, не само во одбојката, туку во сите мали спортови е велесила, таму има многу квалитетни тренери, играчи, одбојкари. Ние со екипата на Наковски веќе 2 години одиме во Гоч, значи на кампови, дека што на вистина сакат тие девојчиња таму гледат, учат од многу поеминентни тренери, тренери кои што ги водат репрезентациите на Југославија и таму добиваме едни прекрасни зборови за нашите екипи, дека имаме одлична екипа, млада, перспективна, силна екипа и се надеваме сега оваа година овие девојчиња ќе завршат 8 оделение и сега тука ќе биде клучниот проблем. Дали сите девојчиња ќе останат овде, бидејќи имаме наговештај дека некои одбојкарки ќе не напуштат, тоест ќе одат во поради школувањето, ќе одат и во други земји, сигурно таму ќе продолжат и да играт и да тренират, но ние ќе им посакаме среќа, затоа имаме 40-50 одбојкарки. Дај Боже да имаме шо повеќе одбојкарки, да шо повеќе да се покажат во наша цел, па сигурно после сега гледаш како ни се вратија Елена, Верица, да кажеме, после толку години пак да ни ги бранат боите на нашиот клуб. Спомнавте меѓународни турнири, спомнавте 2 турнири барем до сега, минатата сезона или година учествувавте. Колку се тие важни за калемање на овие млади деца со тој професионализам и да стекнеш искуство, да преземаш некои работи од една поголеми одбојкарски држави како што се соседна Србија и соседна Бугарија, кои што сепак се пред нас. Еве сега станува збор за клупскиот, но и репрезентативни. Да, во сите сфери тие се многу понапред од нас, сигурно дека имат многу повеќе школи. Реков, напоменав, Белград има само 40 неколку екипи, горе Нови Сад, Суботица, таму е најголемиот квалитет. Овде Бугарија, Софија, овие избратимениот наш град Разлог, таму одиме доста, таму одиме такмичиме, играме со нивните девојчиња и машките екипи одат и женските одат. Сакам да кажем, без да излеземе надвор, без да видиме луѓето колку знаат, што знаат, како работат, како се такмичат. Прошлата година кога бевме во Гоч, ги отидовме со децата, слегнавме доле да ги гледат екипите, младинската екипа на Србија, да видат како се загреват, како работат, како се трудат, колку се амбициозни, колку се... Па сега од тие деца, сега оваа година пред некој ден во италијанска лига играат 2 девојки. Значи по 20 години, пред 2 години што беа младинки. Сакам да кажем, ние нон-стоп им кажуваме дека треба да дават се од себе, да се трудат, да ги гледат тие одбојкарки. Мислиме дека можеме, односно им пружиме сериозни отпори. Прошлата година 2 изгубивме, 3 добивме утакмици, 2 изгубивме во Обреновац, најквалитетен турнир за категорија 2002, прошлата година беше, сега ова година ќе бидеме 2003 и автоматски ние по рейтингот од лани ќе бидеме како и носители на групата. Значи луѓето беа презадоволни како одигравме, што одигравме, дека кога им рековме дека се сите девојчиња 2003, вика свака час беа изненадени и викат едната година, вика вие ќе имате, а да се пласираш на тие големи турнири кај што има по 40-50 екипи, не само од Србија, значи на тие турнири доаѓаат екипи и од Хрватска и од Словенија. Сега гледаме што значи во ракомето што беше Србија, Црна Гора, Словенија, Хрватска, значи цел Балкан, цела бивша Југославија работи, дека имаме многу квалитетни екипи. Треба да го искористиме тој наш менталитет на талентирани девојчиња и луѓе. Сега тука малку во Македонија менталитетот не можеме да го подигнеме, што ни е еден главен проблем. Дојдеме до некој квалитет до 14-15 години и после тука застануваме.
тука треба да најдеме некој начин, модус, а тоа е само одење во странство и играње со странски екипи. Василев, докажување пред нив. Василев, сакам нешто да ве прашам. Машката одбојкарска репрезентација веќе неколку сезони и години во влезот во светската лига, така да се изјасниме да ја освојат Европската лига. Кога станува збор за клупската женска одбојка, последнава година добивме на квантитет. А квантитетот кога го имаме и квалитет. Но предпоставам дека тие девојчиња еден ден сакат да го носат и дресот на македонската репрезентација. Што се случува со женската одбојкарска репрезентација? Како да ги згасна, како да ги снема едноставно од колку тие може да бидат дополнителен императив да се облече дресот на Македонија. Еве велите имаме потенцијал во младинските конкуренции. Предпоставам Струмица ќе биде еден од носителите, но ги има и во останатите градови. Зошто не се активираат повторно оние одбојкарски репрезентации, младинска, кадетска, каде што можеме да покажеме дека во Македонија постои женската одбојка? Па вака, јас, пошто сум професионалец во спортот веќе 31 година, доста ги пратам тие младински школи, не само во одбојката, и во ракометот, и во кошарката, и во се. Можам да кажам дека женската одбојка во Македонија е во една страшна експанзија. Значи, клубска. Имаме околу 40 екипи во Македонија. Сите екипи тие кои 30, кои 40, кои 50, кои по 100 деца, значи во Македонија има над 1500 одбојкарки. И од тие 1500 и жene, еве сега што зборувате, жално е да немаме, тоест одбојкарска федерација да не се потруди тие да се соберат најдобрите 20, 30, од 30 да се дојде до 15 и да се направи неквалитетни репрезентации. Значи, женската одбојка во сениорска лига на европски првенства се нема надпреварувано најмалку едно 7 или 8 години. Кога Василева Елена беше во репрезентацијата и играа на турнир за квалификации за во Романија и таму отпаднавме. И нормално е да отпаднеш кога играш еден или два надпревари во цела година, а сега последните 4-5 години уопште не се надпреваруваме во сениорска конкуренција, што е жално. А во младинските некако? А во младинските се збереме на 3, на 5 дена ги зберат, па бива, па не бива. Јас веќе 6-7 години не бев толку активен, но сега со самото ангажирање, еве прошлата година понудив ние овде да бидеме домакини на едно 25-30 девојчиња, да се тренира 7-10 дена, да се изберат најдобрите деца, па да се оде на еден турнир, па пак да играм, пак да... Значи, сакам да кажам дека имаме многу голем потенцијал, но и државата како држава, и градовите, и клубовите не можеме да им пружиме ние на тие деца квалитетни припреми, опрема, храна, как да кажем, стандард за да излеземе и да се такмичиме, а видовме сега преку ракометот што значи спортот. Државата стана стрекна по првото кол, па за мене и на крајот сите треба да се радуваме дека на вистина беше едно прекрасни, поминавме на 15-20 дена. Овие девојчиња имат право и заслужуват да се посвети многу поголемо внимание. Јас пак ќе напоменам, нашата екипа со 10, еве ова е кадетската екипа, 10-12 девојчиња по 180, тоа го нема ни Вардар во Скопје, значи, зборам за ракметната екипа и за одбојка. Значи, навистина е тешко да се најде 10, 12, 15 и затоа Виктор Волеј ќе биде и голем клуб и ќе биде многу добар клуб, бидејќи не работи само со 2 и со 3 девојчиња. Работи со 15, 20, вкупно со пионерската. Јас сега кажам дека во пионерската екипа 2004 и 2005 имаме 4 девојчиња што се високи над 180. Значи, имаме потенцијал, имаме база. Потенцијал, имаме база, имаме сега, треба многу поголемо внимание, да. И ние како клуб, и спонзорите наши, и родителите, и на крај крајва, што е најбитно, федерацијата и државата. Да даде, да уложи во овие деца, само јас пак ќе кажем, овие деца утре ќе бидат спортистки добри, ќе бидат добри мајки,
Ќе треба, што викаме, да си продолжиме од здрави мајки, од излегуваат здрави деца и да не зборуваме сега значи да дадеме се од себе, само да кажам дека овие деца тука што се 70 до 80% родителите им се спортисти или се поранишни одбојкарки или ракметарки. Да не ги напоменувам, некој да заборавам. Значи, кој што и пред 20-30 години јас сум бил тренер или се тренирале во други екипи и сега повторно со нивните деца. Сега тука треба еден, како, пак ќе кажам, од медиумите прво треба, значи треба нон-стоп со тие деца, јас нон-стоп им зборувам на тие деца, тука тој менталитет, сакат да излегуваат повеќе, сакат да, јас им викам, не, вие викам, ги браните во на клубот, треба да се чувате, треба да се храните добро, клубот, треба на Струмица, треба, ама вика тренер, јас само да прошетаме. Не можеш, викам, тој професионализам во Македонија многу тешко ние, не само кај нас, и во кошарката, и во одбојката, и во ракометот и секаде. Василе, времето ни помина, многу успех во пролетниот дел од шампионатот, дај Боже во топ четворката, односно во плейофот со сениорките, во кадетките и пионерската конкуренција да освоите шампионската титула. Па благодариме, ние ќе се потрудиме и ќе дадеме се од себе, посебно младите девојчиња, значи одбојкарките. Сега ќе имаме поединични разговори со сите и сакам да им укажам дека пред нив престои голема и кариера и се само доколку работат. Значи работа и само работа. Сега веќе од пролетта ќе почнеме најмалку можеби и 2 пати на ден да тренираме, од лето веќе ќе почнеме и теретана. Значи без 3 до 4 сата работа да не се надеват на некој успех, бидејќи конкуренцијата е страшно голема. Не зборувам за Македонија, значи бидејќи ние за Македонија направивме играчи и ќе има играчи идните 10 години, овие девојчиња 12, 15, по 180, сите ќе видат некој потенцијал. Но да направиме нешто повеќе, да излеземе и на балкански и на европски првенства со 2, 3, 5 играчи. Така, благодарам, тоа беше Андон Василев, шеф на стручниот штаб на Виктори Волей, воедно и претседател на клубот во кој што оваа сезона дебитираше и чии амбиции според него е градење на квалитетни одбојкарки со кои што не само Струмица, туку и Македонија ќе се годе.